Нема големи и мали операции, нема тешки и лесни пациенти. Секој има своја приказна и судбина. Токму затоа тој на секој пациент му пристапува со многу разбирање. Во погледот има надеж, има јасен и критички ум. Негова специјалност е хирургијата, односно трауматологијата, а медицината е традиција во неговото семејство. Еве ни го доктор Игор Кафтанџиев на Утринска дружба. Добро утро, докторе. Како е на стартот на новата работна недела? Добро утро. Па би рекол вообичаено. Долно работа за да бидете ангажирани цел ден. Работата ме исполнува и тоа го правам, па би рекол, така, без некој посебен напор. Медицинската и психолошката траума одат рака под рака. Има разни видови трауми. Голема траума, мултитраума, политраума, како и болести на мускулниот и коскениот систем. Зашто најчесто ви се обраќаат пациентите? Не постои траума, односно повреди на некаков дел на локомоторниот систем без да е пратено со некаква психолошка траума. Дури една банална повреда од типот на, не знам, нагмечување, најобично за пациентите представува тоа е траума и психолошка, затоа што во голем дел прво предизвикува болка, друго предизвикува нешто што значи нарушување на нивните секојдневни активности. И тоа е она е најбаналната повреда. Се до оние сериозни повреди кои што се пратени како резултат на делување на некаква јака сила кај што настанува повеќе кратни скршеници или повреди на други делови на организмот. Тоа е она што е најпредизвикувачки за еден травматолог, третманот на тие повреди, тоа што го спомнавте, политраума, мултитраума. И тоа е, како што реков, предизвик, затоа што се тоа честопати животно загрозувачки повреди. Колку е важно да се направи добра проценка и на пациентот и на повредата? Вистинската и правовремената диагноза е нешто што е императив денес. Значи, што побрзо дојдеме до правата диагноза, толку побрзо ќе можеме да го спроведеме третманот. Без разлика каков е, овде не зборувам само за травматологија, него дури за сите овие други болести кои што денеска се соочува популацијата воопшто. Меѓутоа, особено за траума, каде што е итната интервенција, нешто што е многу важно, затоа што траумата обично се поврзува секогаш со некаква итност. Вистинската диагноза значи многу, затоа што поставување на таква диагноза во право време, како што кажав, ќе ви овозможи да направите одредена стратегија како ќе го лекувате пациентот. Хирург, травматолог, што го прави чекорот лесен од вашиот кабинет до операционата сала? Како се подготвувате за една ваша операција? Па се зависи каков пациент имате. Ако има пациент кој што дозволува подготовка, тогаш се подготвувате, нели? Можете да пратите и литература денеска, се она што ни е достапно, интернет и така натака, ба се подготвите онака, што би се рекло на танане. Меѓутоа, има ситуации во кои што нели, нема многу време за да се подготвувате на таков начин. Тогаш, она што од вашето знаење и умење и нели, хируршките способности зависи каков ќе биде третманот. Нормално, тука постојат одредени протоколи, постојат начини на лекување до кои што ја лично се придржувам. И ми се чини дека тоа во многу што олеснува. И на некој начин концептот го правам уште на самиот прием на пациентот.
Значи, ние имаме таа можност да додека пациентот се подготвува за операционата сала, да се подготвите и вие и психички и да бидете спремни, па би рекол, ако треба и теоретски, нели, да се подготви секој за да може да влезе онака спремен на самата оперативна интервенција. Има некој случај, настан, пациент што ви останал во сеќавање и што е предизвик за вас? Ја станува сеќавање нешто што ќе направите, што не сте го правеле, па е професионален предизвик. Ова што сега ви го спомнав е за еден пациент кој што ја не сум го правил тоа до сега. Меѓутоа, таква беше ситуацијата и бараше на таква интервенција, прилично сложена. И на крај сето тоа се заврши многу добро. И многу ми е мило што потоа ја добив, нели, информација, тој пациент доаѓаше на контроли, дека може да прави нешто што, ајде, го правил маратонско трчање, да кажем. Што го после таа сообраќајна несреќа не можел веќе да го прави, меѓутоа после многу интервенции некако дојде до кај мене, ја веќе немав каде и го направив тоа што не сум го правил никогаш, тоа беше хируршки предизвик, да кажам. И повторно се врати да трчам маратон, ми се чини дека тоа беше некаква сатисфакција. Сега на тоа можам да се сетам у моментот. Сигурно имало многу други пациенти, има и пациенти кои што после спинална травма настанал одземеност на екстремитетите, па после интервенцијата се враќаат назад. Тоа е навистина исто така некој професионален успех, меѓутоа и нешто, една морална сатисфакција дека имате задоволство едноставно дека сте помогнале во целата таа работа. Медицината е традиција во вашето семејство. Вие сте син на турако-васкуларниот хирург Димитар Кафтанџиев, тоа е човекот што прв ја изведе операцијата на отворено срце. Дали е тоа предност, ветер во грб или обврска повеќе? Од се по нешто. Знаете, живеете во такво обкружување во кое што постојано тоа се слуша, постојано се зборува за тоа, колегите доаѓаат дома, се разговара за тоа. Тоа беше малку друго време, не беше ко сега ваква отуѓеност како што имаме сега. И можеби сакајќи или не тоа влие на вас. Ветер во грбот, да, затоа што кога одите да таму, не знам, со колегите, да, презимето значи нешто, тоа време пуште повеќе. И се чини дел беше позитивно, дел па и негативно, затоа што знаете какви сме ние. Не се секогаш сите пријателски расположени према вас. Обврска секако. Мене ми е така. Јас сум горд на тоа што воопшто мојот татко представил целата медицина во Македонија. Не зборувам само за хирургија, па и за медицинскиот факултет. Кој е доктор Кафтанџиев надвор од операционата сала кога ќе го совлече белиот мантил? Генерално живеам нормално. Хоби, не можам да издвојам некој хоби, дека баш имам хоби некако, па во последно време, па поготово па немам некое време за било каква некоја моја посебна активност која што можам да издвојам како хоби. Да, одредени работи сакам да ги правам, меѓутоа кога ќе најдам време. Спортски активности, да, сакам скијање и тоа го правам уште многу одамна и гледам да го посветам тоа слободно време во тој период кога може да се оди и тоа го правам се уште со таква едно посебно задоволство, да кажам. Порано има време и да возам точак, уште кога не беше тоа
фенси како сега, меѓутоа и за тоа се помалку наоѓам време, па сега се трудам да се качам на оној тренажерниот точак дома, затоа што тоа пресметав дека помалку време ми одзема него да одам да се возам. Така да тоа е тоа отприлика. И бидејќи ова е утринска емисија, како стартува денот за вас? Тоа е една моја утринска рутина која што ми се чини долги години ја практикувам. Не знам, станување рано, негде 6 сат. И ако можам да спијам до 6, не секогаш и тоа можам да го направам. Меѓутоа почнувам со нека чаша џус и едно кафе. Се во последно време почнав нешто малку некој кекс да јадам за да не биде без ништо, да не биде цел ден. И нормално на тоалета спремање и така. Тој е еден така дел од тој саат ми е слободен дома, кога е тишина, никој не се движи дома и тогаш тоа е, не знам, мое време. Бидејќи во животот не се оди на прсти, туку се гази здраво, посакувам и натаму да газите здраво во нови успеси и достигнувања. Ви благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија на утро. Благодарам и на вас. Вистина ми беше пријатен разговорот и задоволство што можев да бидам гостин на вашата емисија.